Нашиот сојуз е меѓу најактивните во Република Македонија. Не случајно, затоа што навоѓајќи се овде пред могила на непобедените и пред статуите на нашите партизански бригади, се сеќаваме на минатото. Ние повозрасните добро се сеќаваме и на фашистичката окупација и на почетокот на народното востание 11. октомври 1941 година. Прилеп и неговите граѓани и население и околината покажаа 1941 година дека не се согласуваат со поробувањето, со робството, како секогаш со бил градот Прилеп непокорен и многу дејци, преродбеници и Ѓорче Петров и Пере Тошев и други биле на страната на народот за ослободување од робството и за формирање на слободната држава. Овде јас сум на ова могила и емоционално поврзан, пошто 5 души партизани од моја фамилија погинаа, тука стојат. Така да, мислам, младите генерации секогаш треба да имат инспирација за патриотизам, за своите активности да и насочуваат кон добро за нашата држава, да секогаш да имаме почит код овие храбри борци кои не жалејќи својата младост ги дадоа своите животи за слобода и за независна држава во Македонија. Заслужуваат вечна почит и благодарност и младите генерации својот патриотизам, својата насоченост да бидат врз основа на патриотизмот на храбрите и борци партизани. Нека е честит празник и вековит. Прилеп секогаш знае на достоинствен начин да го одбележува овој национален празник кој на Македонија, но и посебно на Прилеп како град херој и град правоборец. Денес се навршуваат 77 години од народното востание, од востанието што го почнаа нашите борци од Прилеп на 11. октомври 1941 година. Во знак на тоа, Прилеп има оддадено признание, град херој, кој што во 1975 година го додели Јосип Брос Тито, тогашниот председател на СФРЈ. Прилеп одговори на она што му следуваше. Прилеп е град на непокорот, Прилеп е град на пркосот и тоа и понатаму се одвива во натамошниот период. Мислам дека сега имаме достоинствени прилепчани, достоинствени граѓани на Прилеп и секогаш во иднина тоа ќе го почитуваат, ќе ја почитуваме народно-ослободителната борба и се она што се придобија после неа. Во оваа прилика сакам да им го честитам на сите граѓани на Република Македонија 11. октомври, денот на востанието. Нека е честит и вековит овој празник. Ми представува особена чест денеска што во името на владата, заедно со моите колеги од владата, имав чест да оддадам почит на борците и на сите учесници во празникот 11. октомври, во кој што представува еден од најсветлите датуми на македонската историја. Тоа е датум кој што представува непокор на македонскиот народ, кој што е символ на револуционерната борба на македонскиот народ за своја држава и за просперитет. Денеска сме исправени повторно пред слични моменти, кога доколку во 1941 година 11. октомври бил датум на борба против фашизмот, денеска имаме нови предизвици како македонска држава, а предизвиците се да се биде член на НАТО и на Европска Унија, каде што се нуди стабилност и безбедност за нашиот народ. Сакам уште еднаш да потенцирам дека македонскиот народ секогаш бил на правата страна на историјата, македонскиот народ секогаш бил и знаел да препознае кој е просперитетот. Се надевам дека и во овие судбоносни моменти на Република Македонија ќе го направиме истото и ќе тргнеме по правиот пат.